Добар ден, почитувани, и добре ни дојдовте во програмата Радио што се гледа. Денеска разговараме повторно со Лина Димовска, застапник на Друштвото за застапување во осигурувањето Протектор АД Прилеп. Ќе разговараме на тема која што верувам дека ќе ве заинтересира. Станува збор за животно осигурување, полиса која што Протектор ја користи заедно или во соработка со Winner Life. Јас се надевам дека овој разговор ќе биде од корист за вас, бидејќи станува збор за одредени новини за кои што нашата соработничка или партнер во овие разговори од Протектор Лина Димовска ќе ни објасни за што станува збор, бидејќи она што сме информирани станува збор за измени, односно 5 фокус групи кои што се опфатени со оваа нова понуда од Протектор. Ние сме во вашата канцеларија и благодарам за љубезноста и за гостопримливост. Ви благодарам и вас што дојдовте, што сте денес наши гости. Добре дојдовте, се надевам дека канцеларијата ви се допаѓа. Гледаме да е пристојно уредена, да се запазени сите работи кои што треба. Точно е дека имаме новини во нашето работење, во полисата која што ја нудиме на пазарот. Се одлучивме да ги направиме тие новини со цел да ја доближиме нашата полиса повеќе до граѓаните. Таа е разделена на неколку таргет групи за кои што сметавме дека треба да бидат опфатени со оваа полиса. Прилагодена е на нивните интереси, на нивните потреби, на она што тие го работат, можеби прилагодена и на нивните несигурности. Она што каде што тие не сте сигурни, сакаме ние со нашата полиса да ги покриеме за да се чувствуваат посигурно. Предпоставувам дека вакви полиси кои што вие во моментов ги нудите на пазарот за животно осигурување во Македонија нема или пак не се толку прилагодени како што вие тоа успеавте да го направите. Се надевам дека ова прилагодување кон потребите на граѓаните и поделбата на оваа полиса на неколку таргет групи ќе го направи токму тоа, ќе ја доближи полисата до граѓаните и после новината која што ја имаме, која што се однесува на покритието за деца, во Македонија друга полиса не дава такво покритие, не овозможува, така да сигурно оваа полиса е единствена на пазарот во Македонија. Оно што го напоменавте е дека станува збор за новина и во однос на покритието за деца во животното осигурување. За што станува збор по-конкретно? Дали е тоа заеднички именител на сите овие новини кои што ги напоменавте со петте таргет групи? Зашто по-конкретно се однесува ова? Вака, ова покритие до сега во полисата Протектор, оние што ќе ја направеа полисата, има покритие за двете деца. Опфатени беа 2 деца на осигуреникот, осигурани од тешки болести кај дете, 11 тешки болести кај дете, а покритието беше 50% од осигурената сума. При тоа сите претходно договорени услови продолжуваат да важат, значи полисата продолжуваше да тече. Новината е тоа што овој пат во покритието на деца повторно се опфатени 2 деца на осигуреникот, меѓутоа покритието е зголемено од 50 на 100% осигурена сума. Значи ако до сега беше осигурената сума 50%, односно со еден пример, ако осигурената сума изнесувала 10.000 евра, доколку настапела тешка болест кај едно од 2 деца, осигуреникот ќе земел 5.000 евра. Сега, доколку настапи тешка болест кај некој од 2 деца, осигуреникот ќе земе цела осигурена сума, односно 10.000 евра, како што е во конкретниот пример, а при тоа сите претходно договорени услови продолжуваат да важат. Значи, осигуреникот ги има своите покритија се уште и си важат и другите покритија кои што се влезени во полисата. Покритие, дополнителни покритија од повреди, од операции, така. Во однос на тие 5 фокус групи или таргет групи кои што ги офативте со животното осигурување, да ни кажете кои се тие и што е разликата меѓу нив, бидејќи навистина тоа е новина која што треба да ја знаат граѓаните кои што би биле заинтересирани. Особено јас би започнала со информацијата дека има полиси за животно осигурување за земјоделци или Протектор Агро. Така, Протектор Аграр ја осмисливме токму со таа цел да ги опфатиме земјоделците кои што особено во Пелагонискиот регион, тука каде што работиме најмногу, то ги има во голем број,
Земјоделците денес, за разлика од порано, се многу модернизирани, многу информирани, користат современи машини, имаат акумулирани доволно финансиски средства кои што можат да ги одвојат и да ги заштедат, за да им служат во иднина, односно во трето доба. Она што го гледаме како проблем кај земјоделците, како друштво за застапување во осигурување, е тоа што тие не се обезбедени нивните пензионерски денови, односно немаат некоја сигурна пензионерска иднина. Нивните примања во пензија се мали и мораат да продолжат да се занимаваат со земјоделие и во третото доба. Меѓутоа, Протектор Аграр овозможува еден таков дел каде што земјоделецот заедно со целото негово семејство е обезбеден. Зошто? Доколку направи полиса Протектор Аграр, одвојува еден дел од своите парични средства и ги вложува како премија за животно осигурување. Полисата трае на одреден временски период, на 20, на 30 години, зависно од возраста на земјоделецот. Додека трае полисата, осигуреникот има покритие од 21 тешка болест. Значи, доколку настапи некоја тешка болест кај него, ја зема осигурената сума назад, тој најверојатно нема да биде способен да продолжи со работа доколку настапи некоја таква тешка болест кај него, меѓутоа има една сигурна иднина, една акумулирана сума, каде што може да ги користи тие пари за да се лекува. Доколку не настапи ништо, истекува осигурениот период, осигуреникот има право тие пари да ги повлечи назад од осигурителната компанија во целост. Значи, по истек на тие 20-30 години ги повлекува парите во целост или пак во договор со осигурителната компанија може да користи рента, месечна рента, годишна рента, зависно како ќе се договорат со осигурителната компанија и тие пари да му овозможат сигурност во неговото трето доба. Она што не му го овозможува пензискиот фонд, да може да му го овозможи третиот столб, односно осигурителната компанија, како едно зголемено покритие со кое што ќе може да ги почести своите внуци, да ги почести своите деца, да си набави лекови, свесни сме дека тогаш зголемена е потребата за лекови, да си овозможи да отиде на бања, да ужива во староста. Покрај тоа може да вклучи и дополнителни покритија од повреди, значи доколку настани некоја повреда, особено при работата додека работи скршеница на рака, на нога, осекотини, и тука може да има дополнителни покритија, исто така дополнително покритие од операции. Верувајте дека со тоа дополнително покритие од операции се опфатени буквално сите можни хируршки интервенции кои што може да ги има еден човек. Така. Дали се разликува почетната сума за вложување во ова животно осигурување или по конкретно прашањето би било зошто еден земјоделец би сакал да направи една осигурителна полиса за животно осигурување? Дали почетната сума за осигурување е различна во оваа фокус група со оглед на тоа што некои можат да си дозволат, но некои потешко можат да дозволат полиса за животно осигурување? Така. Почетната осигурена сума, односно почетната премија, она што треба да го плаќа осигуреникот, земјоделецот, изнесува од 250 евра до 3000 евра на годишно ниво. Тој се избира сам? Тој избира сам. Значи, во рамки од 250 до 3000 евра, избира сам во зависност од неговите годишни приходи, во разговор со нас, со мене ќе направиме еден план, буквално штеден план, во кој што тој би имал плюс дополнителни покритија. Одлуката е негова колкава сума би штедел и во зависност од тоа би добил и одредена осигурена сума. Во однос на документацијата која што е потребна и возраста би сакала да запрашам, но исто така и едно прашање кое кога ќе се спомнат земјоделци треба да се знае дали е услов да биде регистриран земјоделец, со оглед на тоа што регистрираните земјоделци имаат некаква можност за пензија која што е навистина минимална по одредени години, но овие услови кои се тие што треба да ги исполнат земјоделците? Вака, услов не постои да биде регистриран земјоделец, затоа што тука има и луѓе кои што се занимаваат со некое ситно земјоделство, не се регистрирани земјоделци, тоа си го прават од хоби. Значи нема услов да биде регистриран земјоделец. Од аспект на возраста,
може да се осигура секој човек од 15 до 60 години, до навршени се 60 години. Време траењето на полисата може да биде најмалку 10 години, значи најмалку 10 години да ги ужива овие покритија кои што ги кажав, до навршување на 70 години старост. Значи, ако некој човек одлучи да направи полиса на 40 години, таа може да трае 30 години, додека да наполни 70 години. Практично тоа е и планот за штедење. Што порано се направи полисата животна, тогаш има повеќе шанси за штедење. Повеќе шанси за штедење, поголеми се осигурените суми, повеќе средства може да акумулира, значи колку порано се направи полисата, толку е подобро за секој осигуреник. Рековме дека има 5 таргет групи, кои се тие уште 4 да ги напоменеме и еве да кажеме особено кога станува збор за Protector Family, бидејќи предпоставувам дека тоа е една од полисите за која што прилепските семејства или пелагониските семејства би биле заинтересирани да можат да ги користат бенефитите од вашата компанија. Така. Protector Family, како што спомнавте, е наменета за семејства, за семејни луѓе со 2 дечиња, со 1 дете. И оваа полиса овозможува сигурност на семејството на осигуреникот. Тука предлагаме главниот носител на приход во семејството, значи оној кој што има повисоки примања, доколку не се во можност двајцата родители да направат полиса Protector Family, предлагаме барем еден од нив, оној кој што е главен носител на приход во семејството, тој да направи една ваква полиса, со што ќе го заштити семејството доколку се случи нешто со него, доколку не дај Боже настапи смрт, доколку настапи тешка болест. Значи тука настапува осигурителната компанија која што исплаќа осигурената сума и на некој начин осигуреникот е покриен и е заштитено неговото семејство доколку настапи смрт. Значи семејството има одредена сума на пари со која што може да располага понатаму. Покрај тоа заштитени се 2 деца на осигуреникот од тешки болести, како што претходно спомнав. Тука влегуваат 11 тешки болести, многу пати ги имаме спомнувано во вашите гостувања. Достапни се и на нашата веб страна, може да ги видат, да ги прочитаат заинтересираните луѓе. И со оваа полиса, понатаму, по истек на временскиот период, осигуреникот може да си овозможи некоја подобра иднина за своите деца, доколку сака да ги почести, да му купи автомобил, да одвои дел од паричните средства за набавка на стан, на куќа, на некој таков објект, или пак тие средства да ги користи за патување со семејството, за создавање на спомени со семејството, или секогаш останува опцијата да се користат во трето доба како пенсија. Рековме дека важи за сите овие полиси, она што како новина го воведовте што се однесува на децата. Да. Исто така имате уште Protector Gold, кој што е, јас би рекла, услуга или производ кој што е наменски истражен пазарот за да се види што е она што луѓето кои што имаат екстра високи примања да може да ги користат бенефитите од едно животно осигурување кое што значи дека ќе има уште поголема заштита доколку го користи. Но ајде поединости во врска со оваа полиса. Така, Protector Gold е наменета за оние луѓе кои што се повеќе насочени кон кариерата. Каде што нивниот фокус е кариерата, тука секако ги ставаме адвокатите, лекарите, програмерите, банкарите, сите луѓе кои што имаат високи амбиции, високи приходи, меѓутоа спремни се да вложат во себе си, да се заштитат себе си, и понатаму во трето доба да си овозможат некои екстра примања покрај тоа што нивната пензија, предпоставувам дека би била, доколку остане пензискиот фонд вака како што е поставен, би била повисока, меѓутоа да имат некои плюс екстра примања кои што би можеле да ги искористат, да си дозволат некакви полуксузни патувања во пензијата, да си овозможат некои полуксузни начини на лекување, на третмани. Значи фокус на Protector Gold е токму тие луѓе кои што имаат екстра високи примања. Дали има тука некое ограничување во смисла на инвестицијата, ја ќе наречам така, при исклучувањето на полисата, да речеме, ако е горната граница за останатите групи 1000 евра годишно, односно 3000, дали овде има можност човекот кој што има високи примања да може да вложува плюс од тоа што важи за другите групи? Така, секако дека има можност да вложува плюс, повеќе од тие 3000 евра.
Меѓутоа, тука настапува еден лекарски преглед кој што е на сметка на Winner Life. Откако ќе се утврди дека потенцијалниот осигуреник е здрав, нема никаков проблем да влезе во програмот и да штеди доколку сака и до 10.000 до 20.000 евра годишно. Значи горната граница практично и не постои за за овој производ. Интересна е исто така групата, односно услугата Протектор Junior. Зошто Протектор Junior? Зошто се одлучивте на вакво нешто? Со оглед на тоа што во претходниот разговор кога го имавме во нашето студио, ваква полиса немаше, што поконкретно значи доколку одредена група, фокус група која што вие имате, ја користи оваа полиса и кои се условите кои што би биле исполнети за полисата, но и бенефитите што би ги користеле тие што ја имаат. Така, со пристапот Протектор Junior сакавме да ги опфатиме сите оние помлади баби и дедовци, кои што сакаат да ги почестат своите внучиња на полиса за животно осигурување. Значи, доколку внучето има наполнето 15 години, бабите и дедовците тука можат да се јават како договорувачи во договорот за животно осигурување, а нивното внуче да ги ужива сите поволности од полисата, односно тоа да биде осигуреник. На овој начин, бабите, дедовците можат директно да инвестираат и да учествуваат во иднината на своето внуче, а и на своите правнучиња. Зошто? Затоа што оваа полиса нели кога осигуреник е нивното внуче, децата на внучето, односно правнучињата на бабите и дедовците влегуваат во оној елемент заштита на деца. Значи автоматски ги заштитуваат нивните правнуци од тие 11 тешки болести, го заштитуваат своето внуче, вложуваат во еден така нескромен капитал со кој што понатаму внучето ќе може да си овозможи да си купи кола, да си дозволи патување некое подалечно, полуксузно, да одвои дел од средствата и да ги инвестира во недвижности. Дали важат истите услови како и за претходните полиси? Така, тука важат истите услови. Во оваа полиса се влегува со навршени 15 години, најкраток временски период на кој што може да се направи е 10 години. Сумата која што треба да се инвестира е од 250 до 3000 евра годишно. Единствена разлика е што наместо родителите за полисата ќе плаќаат бабите, дедовците, да. Исто така, она што би сакала да напоменам, а претходно не сме го кажале, станува збор за една полиса која што наменета за компаниите. Интересно, бидејќи еве досега јас лично не сум се сретнала со ваква полиса со која што се осигуруваат компаниите и на каков начин. Дали тоа значи вработените во компанијата или како правен субјект компанијата користи полиса за животно осигурување? Како правен субјект фирмата не може да користи полиса за животно осигурување. Тука се осигуруваат вработените на компанијата. И токму затоа овој пристап Протектор Prime е наменет за компаниите затоа што свесни сме дека денес, особено во Македонија, компаниите се очуваат со голема флуктација на нивниот веќе стручен и обучен кадар. Оваа полиса би требало да ја направат компаниите со цел да ги осигураат своите работни места. Значи, кога еден вработен има една ваква полиса, каде што знае дека по истек на 10, на 15, на 20 години, тој ќе има акумулиран капитал од 20, 30, 40.000 евра, ќе се замисли дали да ја напушти таа работна позиција, дали да остане на таа работна позиција. Покрај тоа, овде компанијата не го згрижува само вработениот, не го обезбедува само неговото работно место, туку го згрижува и нивното семејство, затоа што ја гледаме заштитата за деца која што ја има. Му овозможува на некој начин сигурна иднина, сигурно трето доба на својот вработен. Значи, овде користа е обострана. Има корист компанијата, си ги осигурува работните места, обучените вработени остануваат да работат, остануваат на работната позиција, а од друга страна тука корист има и вработениот. Затоа што компанијата води сметка за него, тој ужива заштита од 11 тешки болести, дополнително може да му се вклучи заштита од повреди, заштита од операции, се заштитени неговите деца.
Во однос на бројот на вработени што би можело да бидат вклучени од една компанија, има ли тука ограничување и на каков начин би се направила една полиса? Така, тука нема ограничувања. Компанијата сама одлучува колкав број на вработени може да осигура, кои се клучните вработени кои што сака да ги осигура. Тука исто така може да настапиме ние нашиот тим, да ги прилагодиме овие полиси за према потребите на фирмата. Значи фирмата може да каже јас сакам да ги осигурам моите менаџерски позиции, на пример, со повисока премија, сакам да осигурам некои од вработените со пониска премија. Во соработка со нас, компанијата може да договори доста поволности за своите вработени, за својот менаџерски тим, за оние клучни работни позиции, односно за оние вработени што се веќе обучени, што добро си ја знаат работата, што се високо ефикасни, ефективни. Може да се одлучи да се заштити себе си, да ги заштити своите интереси, да ги заштити своите вработени. Така. Прашањето што се однесува до правните субјекти, дали можат да бидат тоа приватни правни субјекти, значи фирми, компании кои што се во приватна сопственост? Така. И дали тоа важи, оваа полиса би важела и за доколку се во државна сопственост или општинска сопственост, кога веќе ги разграничуваме, или од јавен интерес фирми? Кај фирмите во јавна сопственост, ваквите полиси мислам дека е малку потешко да се направат заради бирократијата која што е застапена во јавниот сектор. Ова треба да оди преку јавни набавки, па се доставуваат понуди, па се избира нели најдобра понуда, најповолна понуда. А кај приватниот сектор нема ограничувања. Буквално секоја фирма и од двајца вработени, дури да се двајцата, јас сум сопственик со мојот сопруг, заедно имаме фирма, може двајцата да се осигуруваме преку фирмата. Фирмата да се јави како договорувач, а вработените да се јават како осигурени. Значи кај приватниот сектор нема никакви ограничувања. Буквално сопственикот, менаџерот на фирмата, генералниот менаџер, тие одлучуваат кои вработени ќе се осигуруваат и на каков начин. Лина, во однос на прашањето што се однесува до довербата, бидејќи кога се склучува некаков договор, па тоа и да е полиса за осигурување, сепак треба да се стекне одредена доверба. Јас морам да напоменам дека вие со години функционирате и работите заедно во партнерство со Винер Лайф, односно Винер брокер осигурувањето, кое што на некој начин е ваша гаранција за успешност. Што може да се каже во однос на оваа доверба, бидејќи потрошувачите или клиентите или сограѓаните, еве да речам вака поблиску како информација, некако во последно време кон осигурителните компании немаат доверба. Но што е најважното кога ќе се спомне Винер Лайф, односно Протектор, полиса за животно осигурување? Има ли простор тука за сомнеш? Она што треба да го знаат граѓаните е дека Протектор, друштво за застапување во осигурување, се јавува како посредник меѓу нив и меѓу осигурителната компанија, во конкретниот случај Винер Лайф. Кога станува збор за Винер Лайф, мислам дека граѓаните не треба да имаат никаков сомнеш, затоа што компанијата Виена Insurance Group, Винер Лайф е дел од таа групација, дел од групацијата Виена Insurance Group, постои повеќе од 200 години, седиштето на групацијата е во Австрија, застапена е во повеќе земји во Европа, особено акцент има кон Источна Европа, значи граѓаните не треба да имаат никаков сомнеш што ќе се случува со нивните пари, затоа што пред се кања си самиот закон за осигурување е многу строг и не дозволува овие пари вложени во животно осигурување да лутаат било каде на пазарот. Точно е утврдено каде осигурителната компанија смее да ги вложува парите на граѓаните, кои понатаму се оплодуваат и од тоа тие добиваат нивната осигурена сума, плюс припишана добивка. И уште една компонента која што ја забележав додека разговаравме и досега во разговорите кои што сме ги правеле, а тоа е компонентата за штедење. Зошто е важно граѓаните ова да го знаат, за разлика од одредени други производи за животно осигурување, бидејќи велите во секој разговор, во секоја информација која што ќе напоменеме дека овој производ или оваа услуга што ние ја нудиме во полисите за животно осигурување има една длабока штедна компонента која што можат граѓаните да ја планираат.
Може ли тоа при разговор со вас да се испланира на каков начин тоа што ќе го вложат граѓаните да можат да го добијат назад, па дури и да добиваат кирија за парите, односно рента, заем за она што го дале како пари, како влог? Така, значи потенцијалните клиенти можат да пристапат кон нас и да ни кажат која сума сакаат да ја вложат тие. Значи може да дојде човек и да каже јас сакам да вложам 2000 евра тука, 20.000 евра тука. Врз основ на тоа, ние ќе извадиме колкава премија тој би требало да вложува во осигурителната компанија за поодреден период 15-20 години да добие назад 20.000 евра плюс припишана добивка на тие пари. Мислам дека тоа е... Да, тоа е најважното во случајот. Тоа е најважното во случајот. Граѓаните секако со ова полиса најпрво штедат, значи прво штедат, акумулираат пари за војнина. Доколку се случи нешто со човекот, со осигуреникот во тој период, тој има покритие, значи оние пари кои биле планирани да се заштедат доколку настапи тешка болест или доколку настапи смрт, ги добива неговото семејство или тој, зависно дали е тешка болест или смрт. На крајот од разговорот само да напоменеме тие што се заинтересирани за соработка со вас. Рековме дека се наоѓаме во вашите простори во центарот на градот. Локацијата е во близина на пензионерското друштво на самиот булевар во центарот на Прилеп. На каков начин можат да ве контактираат и што можат да се запознаат повеќе во однос на информациите? Граѓаните може да дојдат тука директно во нашата канцеларија да разговараат со мене, да им кажеме точно за што станува збор. Можат да не најдат на нашата веб страна protectstore.mk. Останатите граѓани кои што се во другите градови можат да ни пристапат телефонски на 073 555 006. Достапни сме за комуникација со нив. Благодарам, почитувани, тоа беше разговорот со Лина Димовска од Друштвото за застапување во осигурувањето Протектор, друштво кое што работи многу успешно во однос на склучување на договори за користење на животни полиси, а денеска разговаравме во однос на тоа кои се новините, бидејќи станува збор за одредени фокус групи кои што навистина се прилагодени на потребите и можностите на граѓаните не само во Прилеп, туку и во Пелагонискиот регион. Ви благодарам и вас што бевте гости тука кај нас.